Во мојот град има градинка која радосна ми нуди. Таму сме сите сплотени и низ игра другарство се буди. Топла љубов, разбирање и рака подава често. Колку и да сме различни. Што да каже човек на сето ово? Ке скокнам од официјалниот дел, малку да ве размрдам, затоа што целата представа ќе ни биде размрдана. Вклучете ги вашите мобилни телефони на снимање и да чуеме еден топол, но убав поздрав од цела Гевгелија, затоа што сметам дека тука е цела Гевгелија. Ајде во еден глас, а после ќе ги замолам и децата на крајот, да кажеме збогом градинке на мој знак. На 3-4. 3-4. Не е ова цела Гевгелија. Ајде уште еднаш. 3-4. Браво. Почитувани гости, драги деца пред се, пријатели, роднини, родители, наставници, баби, дедовци. Секое детство е убаво на свој начин. Секое детство е приказна која кае милиони пакнеш, милиони насмевки, безгрижни денови. Денес сме овде да го прегрнеме детството на генерациите кои растат во нашите очи, но и да прераскажеме приказна која ни ја оставиле нашите дедовци и прадедовци. Денес, Гевгелија ќе го врати часовникот еден век наназад, за да се подсетиме, но и да оставиме една белешка за животот на оние кои мислеле за нашата денешнина, за нашата утрешнина. На почетокот од денешниот настан и за денешното чествување ја поканувам директорката на јавната општинска установа Детска радост, господјата Митра Митревска, да ви се обрати. Повелете, директор. Почитувани родители, драги наши гости, почитуван градоначалник на општина Гевгелија и најважно, наши најмили дечиња. Добре дојдовте на завршната приредба Стара Гевгелијска чаршија, која е дел од манифестацијата Гевгелија, град на културата. Денес е посебен ден за сите нас, ден на гордост, среќа и радост. Денес ги испраќаме нашите мали другарчиња на едно ново патување, од светот на играта и детската љубопитност кон светот на учењето и новите предизвици. Со срце полно гордост гледам како овие насмеани лица, кои секојдневно ги разобавуваа нашите простори со својата енергија и љубов, денес стојат пред нас, подготвени за следниот чекор. Ни покажаа колку е важно да се сака, да се споделува и да се учи едни од други. Сакам да изразам огромна благодарност до сите воспитувачки, негователки и целиот тим на градинката, луѓето кои со љубов, посветеност и трпение го вложија своето срце во секој ден поминат со децата. Ви благодарам за вашата работа и грижа. Благодарност и до вас, почитувани родители, за вашата доверба и поддршка. Заедно изградивме безбедна, топла и потикнувачка средина во која нашите деца растеа, учеа и се радуваа. Сакам да се заблагодарам на градоначалникот на општина Гевгелија, господин Андон Сарамандов, на вработените во општината, на Советот на општина Гевгелија и сите соработници кои беа вклучени во организацијата на денешната приредба. Драги дечиња, денес вие сте звездите на оваа сцена. Ви посакувам безброј успеси, среќни моменти и нови пријателства.
Никогаш не престанувајте да сонувате, да прешувате и да се смеете, како што го правевте тоа тука, овде, со нас. Нека оваа завршна приредба остави белег на едно убаво поглавје кое што завршува и уште поубаво кое што почнува. Ви благодарам. Стара приказна, а нашата манифестација доноси насловот Стара гевгелијска чаршија. Ке му дозволите малку на гевгелијски, да кажам по некоја лакардија и в нашата приказна да кладам по некоја интересна мелодија. Од времето кога растеле баба и дедо и кога голем дел од нив иделе у село, не сакале тамка да бидат. Сакале градот да го видат. И по некој занајат да си фатат, ръцете да си ги позлатат. Арно ама, многу од нив градот си го засакале и за секогаш тука устанале. Ки се ожениле, омажиле и гајле си немале. Сознајало как мома са зиме требало да биде од фамилија со име. Е таква приказна вадим ки ви раскажме. И може би јас малко со вие кучиите тука ќе оговарме. Ама ајде да не ви раскажувам на големо и широко, убаво е да чуете и да биде вашето око. Белке, нема да ме забравиш. Види, ти навади много вредна, рано тргнала по вода. Тино, шо толку рано тргнала си по вода? Тино, ма ти си разплакана, зашо плакиш? Ако е стар, може е богат. И аз сум сиромах. Ако, и аз тебе да сакам, Георги, защото не се пари без тебе.
господин да биде, сите да го ценат. Ајде, викче, тате, това е ли село у град живее? Ај, по-нанаки неко мома, домакинка за жена да си отбере, по велики иди на стара срая да видме. Ај, бъди пред мене, път чеки, фарширата няма да стане чеки. И когато стигнем у Вигилия, ним там да лапшката било, отидя там са враски люге.
папучија. Се разбраме, нема да лафме селски, туку културно, градски. Ај сега те си убедиш некој занајачар на тебе ке ти се аресе. Ѓорге, синко, може сакаш да биш папучија, господска работа. И седиш у океанот, чук еднаш 1 грош, чук 2 пати 2 гроша. Не сакам тате да бидам папучија. Чим не сакаш да бидеш папучија, ја учи се бојумџија. Ти работи сам си злато и сребро, на момте ки праш прсење, кердајне. Сакам тате да бидам кујумџија. Од Бог да ме сине. Дали има некој занајачар да тебе ке ти се аресе? Може сакаш шапкар да бидеш, да лукту ти прави шапки, шубари, качикети. Тате да бидам шапкар. Гевгелија рамна котитивсија. Така била позната в нашата околија. Имала модерен европски живот. Вкусен и благ коти компот. Имала чаршија и една улица од станица до граница. Само да ви кажам без да лажам. Ова го знаеме само јас и вие и да останеме до нас. У чаршијата се дознавало се. Се уговарало в секој дуќан. Ако немало Фейсбук и Инстаграм, или на киргински Инстаграм, времето такво било. Браво, бе, сине! Шо убав занајач си убра. А сега дойдеме тук питме терзијата дали ќе му пребе чирак. Алелија работа мајсторе? Дали некој да видиш? Шо ноќу да донесе дека мене? Дојдех со молба до тебе. Ајде слушам шо ма имаш. Дојдеме од селото. Сега да изучи занајат, ама ја околу брат екзиски од занајат. Па ако саки се да го взем са чирак, не утеа мое, ама вредно и послушно дете. Да го вземам предавам човеко, ама не знаеш, дека учи занајатот и му давам по 1 грош неделно. Спање леле, ако ма се ресе авно, ако не, нека си уврте чајдето. Съгледал ти си честен човек. Детето ти го давам, ама сакам майстор да го направиш. Не бе легален, ти го направил майстор за пример. Чиме така, ай се здрави, а ти си име акълов глас.
Изволте, луѓе. Ладна боза, свежа елза, изволте, луѓе, ладна боза. Ајде, Илија, и мени 100 грама. Одма, мајсторе. Изволте. Е,
Изводи, чуј треба, ме насказва ни тебе нешто посветено модерно. Дека нас е се модерно, ама е важно шо боја и шо модел сакаш. Не е важно каква е бојата, важно е да е убаво и никој да го нема моделно. А да не стане свадба на нашиот Георги. Таа на Тини и на Георге конечно се кеду са. Не за џабе е кажено. Любовта со пари не се купува. Кај наш Георге, прави шо прави, ти не се кери. У дома на Тина не идава, ама со сила убавина не биве. Се кара со стројници на друг тата. Ама гледайте, Георги сте на градски агент. Любовта не знае за граници. Това нашата од станица до граница. Се си му почеток и се си му крај.
Евангелија. И сега ќе ве молам, затоа што ќе ја чуеме и ќе ја играме химната на јавната општинска установа Детска радост, сите мобилните телефони горе, затоа што ова останува вечен спомен. Уште еднаш, збогом градинке, добре дојде училиште. Ви благодариме. Сите мобилни, ајде! Дружество се буди, топла љубов, разбирање и рака подара често. Колку и да сме различни, за секој од нас да има место. Мојата градинка, детска радост е, да за нас прави се, за неа заедно песна пееме, весело се смееме. Мојата градинка, детска радост е, да за нас прави се, за неа заедно песна пееме, весело се смееме. За планетата заедно градиме прекрасна слика, за прави вредности учиме во секој од нас љубов да блика. Мојата градинка, детска радост е, да за нас прави се, за неа заедно песна пееме, весело се смееме. Мојата градинка, детска радост е, да за нас прави се, за неа заедно песна пееме, весело се смееме. Во мојот град има градинка, детска радост на луѓе. Уште еднаш, сите во еден глас, на 3-4, збогом градинке. Збогом градинке. 3-4. Благодариме.
Gente,